Освен намалениот водостој, состојбата со Преспанското езеро е загрижувачка и од аспект на неговата загаденост. Хидролозите велат има големи количини на фосфор и азот во водата, кои го загрозуваат живиот свет, а преку синџирот на исхрана стигнуваат до птиците и човекот. Загадувањето е најчесто од прекумерната употреба на пестициди кои преку почвата и подземните води стигнуваат до езерото, каде предизвикуваат зголемено цветање на алгите и можност за појава на цијанофити токсични алги. Карактеристично за пестицидите е што дел од нив имаат својство да се задржуваат во седиментот на езерото и по извесно време да станат на некој начин активни и повторно да се вратат во самиот циклус. Сето тоа на крај неизбежно предизвикува последици по здравието на човекот, земајќи во обзир дека и како вода ја користиме за пиење водата, без разлика од кој извор потекнува, меѓутоа и како извор на храна. Таквите високи концентрации на хемикали предизвикуваат бројни болести кај човекот, предупредуваат од Центарот за јавно здравје Битола. Самите пестициди, самите дополнителни токсични материи, тешки метали можат да доведат до различни хронични заболувања, канцерогени заболувања, нарушување на самите бубрези, нарушување на црниот дроб дополнително, исто така и храната, особено пестицидите кои што можат да бидат во храната да доведат до нарушување. Од секторот за животна средина од Ресен информираат дека направените анализи на водата укажуваат на зголемено органско и нутриентно оптоварување, а посебно алармантна состојба е забележана во Претор, во близина на браната на Голема река, која представува и најголем потенцијален загадувач во литоралната зона, односно Преспанското езеро во целина. Вршиме мониторинг, вршиме анализи, сугласно тоа што ни ги дава како резултати од извршениот мониторинг, препорачуваме одредени мерки активности кои произлегуваат од планот за управување со споменик на природа Преспанското езеро. Од научната фела бараат анализите на пестицидите во водата да се објавуваат јавно и инспекцијата да биде поажурна во контролите, какви хемикали се користат и колку често се прска. Интервенција час поскоро се бара и за загубата на вода од езерото, која од ден во ден се помалку го има.